Задачата гласи да се најдат екстремите на функцијата f от xy еднакво на x минус 1 по y минус 2 во областа x минус 1 на квадрат плюс y минус 2 на квадрат помало или еднакво на 2. Значи, треба да најдеме екстреми на функција. Ова е површина во тродимензионален простор, а ова е областа на xy рамнина, односно се гледа круг со центар 1, 2 и радиус корен од 2. Јас ќе предпоставам дека треба да ја решите без некој софтвер, па да видиме како ќе ја представаме во нашата глава, а после на крај со софтвер ќе видиме дека точно ни е решението. Значи, најпрвен имаме тродимензионален простор и круг на XY оската. Тоа е ова, многу тешко е да цртам во живо. Значи, имаме тродимензионален простор и ова е круг со центар 1, x еднакво на 1, y еднакво на 2, значи ова е центарот и корен од 2 е радиусот 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Областа е, ова е кружницата тука. Значи, целата површина тука внатре, колку фаќа на површината на ова. Што значи тоа? Ова не можеме да ја цртаме многу добро без некој софтвер. Ке предпоставаме дека некој си површина тука во простор. И идејата е дека овај круг тука ќе варира горе-долу на површината. Нешто како ова, да речеме. Значи, кругот, ако одам нагоре и ги барам сите точки, ќе најдам ваква контура. И таа има внатрешен дел ова. Значи, ние треба да ги бараме екстремите во овај областа, тука на ова функцијата, на ова површина, Вселената. И како е соодветната идеја од реални функции од една променлива. Најпрво, d нека биде целата кружница, а k нека биде само контурата туку долу. Така, значи, првото нешто што правиме е ги бараме сите стационарни точки на функцијата кои лежат во d, внатре во d. Значи, тоа е првиот дел. Ги бараме, како според теорема на Ферма, ги бараме и класифицираме стационарните точки на f кои лежат во d, внатре во d. Значи, во ова внатрешнега. А после од кој ќе ги најдеме нив, ги бараме и класифицираме стационарните точки на f кои лежат на границата на површината. На границата на ова што бараме површината. Тоест, ги бараме ова екстремите на f кои се врзани за k. И со тоа ќе ги најдеме екстремите на овај контура тука. Значи, овие не се двата делови. Значи, како што рековме, првиот дел од задачата е да ги бараме и класифицираме стационарните точки на f кои лежат во d. Тоа е стандардно со парцијалните изводи. Делта f, делта x. Тоа е изводот од ова, значи овај производ се бара изводот x минус 1 во однос на x, тоа е 1 по вториот дел, плюс првиот дел, по изводот од y минус 2 во однос на x, тоа е 0. Значи имаме y минус 2. Личен начин имаме делта f, делта y е еднакво на x минус 1. Двата први парцијални изводи треба да се 0 како систем, значи имаме y минус 2 да е 0 и x минус 1 да е 0 системот. И тоа е лесен систем, тоа е x еднакво на 1 и y еднакво на 2. Значи, наредниот чекор е дали точката 1, 2 е елемент на D. Како се прави тоа? Ќе ја заменаме, ќе видиме дали добијаме вистина или невистина. Значи, имаме колку е x? 1 минус 1 на квадрат плюс y колку е 2
минус 2 на квадрат и прашаме дали то е помало или еднакво на 2. 1 минус 1 0 на квадрат плюс 2 минус 2 0 на квадрат. Дали е то помало или еднакво на 2? Гледаме 0 е помало или гледаме дека е, значи одговорот е да или вистина и то значи 1 2 е во Д и треба да ја класифицираме ова точка. За класификација ни треба вторите изводи. Значи ги бараме вторите изводи, делта на квадрат f, делта x на квадрат е изводот y минус 2 во однос на x, то е 0. Исто така имаме делта на квадрат f, делта y на квадрат е изводот ова во однос на y и то е 0. И останува мешаниот делта на квадрат f, делта x, делта y. То е делта x од делта f, делта y. Тоа значи од ова земам во однос на x е еднакво на 1. Значи, ни интересира дискриминантот. Дискриминантот е ова а по b, 0 по 0 минус c на квадрат. 1 на квадрат, тоа е минус 1 помало 0, значи точката ни е седло. Значи, првиот резултат што имаме е точката 1, 2 е седло. Тоа е првиот резултат. Сега одеме на втор дел. Вториот дел е да ги бараме и класифицираме стационарните точки на F, кои лежат на границата на површината, односно на ова областа, т.е. кои се врзани за контурата К. Значи бараме врзани екстреми. За врзани екстреми треба да имаме функција еднакво на 0. Значи првиот чекор е каде го пишеме еднакво на 0. Значи x минус 1 на квадрат плюс y минус 2 на квадрат минус 2 еднакво на 0. Вториот чекор е да формираме нова функција. Потоа треба да формираме нова функција f од x, y и нов параметр ламда еднакво на првата функција f од x, y плюс ламда по ова тука. Значи, колку е тоа? F од x, y е x минус 1, y минус 2, плюс ламда по x минус 1 на квадрат, плюс y минус 2 на квадрат, минус 2. Сега ги бараме стационарни точки на ова функција од како да е од 3 независно променливи. Значи, делта f, делта x, делта f, делта y, делта f, делта ламда. Делта f, делта x. Овај дел го знаеме, е y минус 2. Е сега, ламда е независно од x, значи ова е 0 по ова, плюс ламда по изводот од ова во однос на x, овие се нули, имаме само по 2 по x минус 1. На истиот начин имаме делта f, делта y, ова го знаеме е x минус 1, плюс ламда по, и сега ќе имаме 2 по y минус 2. Делта f, делта ламда е, се разбира, овај тука што е внатре. Значи, x минус 1 на квадрат, плюс y минус 2 на квадрат, минус 2. Трите ови изводи треба да ги ставиме еднакво на 0, за да ги најдеме стационарните точки. Значи, како што рековме, трите изводи еднакво на 0, ова ни е системот. Како знаеме да го решиме? Јас првата ја решев за ламда и добиев ламда еднакво на минус y минус 2 врз 2 по x минус 1. Тоа го заменав во второто и добиев x минус 1
plus minus y minus 2 vers 2 по x minus 1, to je lambda, по 2 по y minus 2 еднакво на 0. Двојките се кратеа и множев на двете страни со x minus 1 и го скратев и именителот и добивам x minus 1 на квадрат minus y minus 2 на квадрат е еднакво на 0. Односно x minus 1 на квадрат е еднакво на y minus 2 на квадрат. Овај резултат го заменаме во третата навика тука. Колку ќе добиеме? x minus 1 на квадрат е еднакво на y minus 2, значи тука ќе пишеме y minus 2 на квадрат плюс уште едно, значи ќе добиеме 2 по y minus 2 на квадрат, минус 2 е еднакво на 0, односно y minus 2 на квадрат треба да е 1. То значи, овај број може да биде плюс или минус 1. Односно, y minus 2 може да е 1, или y minus 2 може да е минус 1. Двата дават 1 на квадрат. Ова е y еднакво на 3, или y еднакво на колку? 1. Значи, тие се два веројности за y, а имаме дека y minus 2 на квадрат е еднакво на 1. Значи, се враќаме тука, имаме x minus 1 на квадрат плюс 1 минус 2 треба да е еднакво на 0 и добиваме дека и x minus 1 на квадрат треба да е 1 и кога ќе го решиме тоа ќе видиме дека x може да е 2 или x може да е 0. Значи 4 точки добивме. Кои се 4 точки? X еднакво на 2 со y еднакво на 3, x еднакво на 0 со y еднакво на 3, x еднакво на 2 со y еднакво на 1 и последната е x еднакво на 0 со y еднакво на 1. Четирите точки треба да ги испитаме со вторите изводи. Значи, најдевме 4 стационарни точки, што значи дека треба да се враќаме да ги бараме вторите изводи на тој големиот f, ама не во однос на ламда, туку само во однос на x и y. Вториот извод на ова во однос на x, делта на квадрат f, делта x на квадрат, ова е првиот дел е 0, извод на ламда во однос на x, бидејќи е независно и тоа е 0, значи одаме на вториот дел, плюс ламда и то двојката ќе ја пишеме, и изводот од ова е 1. Значи, тука добиваме 2 ламда. Исто така, на делта на квадрат f делта y на квадрат добиваме 2 ламда. И сега машаниот, делта на квадрат f делта x делта y, секојаш, знаете дека пишам јас сака, за да памтам во кој ред ги правам. Значи, на овај парцијалниот извод барам во однос на x. Тука е 1 плюс и тука нема x, значи толку е 1. D е еднакво на a, b минус c на квадрат, то е 4 ламда на квадрат минус 1. Ова d може да е поголемо од 0. Ќе провериме за секоја точка. Како сега треба да правиме? На секоја од тие 4 точки треба да видиме колку е d на квадрат f, dx на квадрат. Тоа е спрема ламда. Значи, ќе ни треба ламда за сите 4 точки. Се враќаме на тој екран за да ги најдеме тие. Да најдеме колку е ламда од 2, 3. Значи, x е 2, ова е 1, y е 3, ова е 1 и добиеме минус 1/2, односно минус 0,5. Ламда од 0,3. Сега имаме x е 0, ова е минус 1, пак ова е позитивно, значи ова е плюс 0,5. После имаме ламда од 2, 1, ова е 1, ова е сега минус, значи ова е плюс 0,5.
и ова е ламда од 0,1 е веројатно минус 0,5, да видиме, и ова е негативно, и ова е негативно, 3 минуси минус 0,5. Значи, овие резултати треба да ги земаме. Да се подсетаме дека го испитаме знакот на вториот извод во однос на x. Во однос на тој резултат, ова е негативно, позитивно, позитивно, негативно. Значи, во однос на испитување на 2 по ламда, добиваме дека точката 2,3 и точката 0,1 се максимум. А од другата страна 0,3 и 2,1 се минимум. И сега да бидеме коректни, со овие вредности на ламда, d е вистина 0. Значи, треба додатно испитување за да заклучиме ова. Вака ни беше дајана задачата, ние ќе заклучиме и ќе покажеме слика дека е така. Ет сега да ги цртаме и функцијата и областа. Еве ја функцијата. Значи, ова е x минус 1 по y минус 2 површината. Цртано во таа област ни треба. Значи, x е помегу минус 1 и 3, за централната точка да биде таа 1, и ова y е помегу 0 и 4, за централната точка да биде 2, бидејќи центарот на ова е 1 и 2. Еве го кругот дигнет по z, за да се прави пресек со ова. Значи, ова е кругот и по сите z-ови дигнат. Како изгледа пресекот на овие двата? Еве го пресекот. Еве ја површината и кај што се сечи кругот дигната по z. И ние бараме ова површина тука што е внатре од самата површина. И сега да го видиме тоа. Еве го местевме кај површината што ја бараме. Мислам што ова, значи, функцијата во областа е ова парче тука. Во првиот дел добивме дека имаме седло за x еднакво на 1, y еднакво на 2, еве го седлото 1, 2, седлото тука, баш во седлото. Сега 2, 3 и 0, 1 се максимум. Кај се тие? 2, 3, ова еве го 2, 3 е максимум. И другото е сигурно тука, 0, 1. 0, 1 е максимум. Тие се на работа. После имаме 0,3, тоа е 0,3 е позади тамо долу. 0,3 и 2, еве го x, 2, y1, еве го другиот минимум. Значи, точно ги одредавме екстремите на функцијата ова во дадената област.